Како доби жалба да бидеш режисер, генерално? Кога започна? Кој филм ти остане речем негови впечаток? Филмови, да речем, кој режисер најмногу ти Стенли Кюбрик може би? Не. Не? Глеј, ја на крај на средно требаше да одлучам кај да идам на факултет. И ја мислам дека на теб кај избрав филм, не сум баш сигурен. И кога завршив факултет, мислам дека тогаш се одлучив дека сакам да станам режисер. Пред тоа не бев толку сигурен, пошто дете поима нема. Јасно, што знам. И понатака ме зграбчи повеќе таа дејност, тоа по уметноста повеќе, ама исто откако сватив дека исто така е занае, дека не е нешто што или го имаш или го немаш, дека можеш да го научиш со труд, со учење, тогаш се нафатив. Пошто беше интересно, нели, кога ќе се отвори врата кон нешто толку големо, се возбудуваш и си викаш, двај чекаш да почнеш да учиш, да твориш, да грешиш особено. Тоа е многу битно. Двај чекам да правам повеќе грешки за повеќе филми, пошто така се учи. Јасно. Режисери, филмови, што впечаток ти имаат оставен? Се менуваат. Мене прв омилен филм, пред тоа немав, ми беше на факултет кога гледавме All That Jazz. Тоа е мюзикл, доста мрачен мюзикл. Прв пат беше на кино во амфитеатар, кај што гледавме филмот, да заплачам на крај. Толку беше трогателен за мене. Се работеше за животот на еден кореограф на мюзикли во вистински живот. Мислам дека ова дали беше за сам себе си го пишува филмот или некоја слична приказна. Ама човекот си играше со живот. Со пороци, со пиење, со пушење, со жени. На крај сватив дека дали го сакаат, дали го мразат, не е важно веќе поради тоа што тој си и оди. И целиот филм е на почетокот се гледан из призма на тоа дека он прави муабет со јас така го сватив, дали е тоа. Така он прави муабет со ангел и си го раскажува животот. Низ тоа е, низ мюзикли, низ болката, низ среќата, низ возбудата. Мейнстрим филмови кои ти остават? Мейнстрим. Да речем. Еве, највише ми зборат, најмалку им се свига на луѓе кои ќе им кажам дека Джокер ми е омилен филм. Особено кај нас, не знам што има таква верзија кон филмот. Мене ми е супер, пошто го гледам како најцелосен филм. Германци е Gesamtkunstwerk, кој викаат, тоа целосно уметничко дело. Што има единство, така секој елемент си работи во функција на еднината и функционира, ептен. А да вие постариве нешто, ти имаш некој впечаток, нешто изгледано, што речеш, ова е интересно, ова сакам да го применам во моите филмови. Имам повеќе, имам многу такви, многу. Еве, дипломската ми беше за Кюбрик, како што кажат, 2001 со Вселенска одисеја, за како прави револуција во музика со тоа што користи музика, по прво класична музика што не ја користат до тогаш, што не е користена во други филмови, ама ја користи на таков начин што таа станува дел од наративот. Значи не е само филмот и дозгора ставаш музика. Јасно, да. Туку без таа музика филмот ја губи таа смисла. Да. Како една од првите сцени е кај што главниот лик патува во со вселенски брод. И у позадина иде плавиот Дунав и са вселенско патување ова е средина на 20 век филмов и тогаш идење во вселена ти е новиот фронтир, огромна е, така не можеш да замислиш нешто поголемо од тоа. И овој го сведува на возење со автобус. Така со таа песна, си седи нешто, си јаде, си лета пенкалото во воздух. Го прави банално и затоа без таа песна, без таа таква музика не би било исто. Значи друга е музиката, друг е наративот и исто така овој Кюбрик знаел да биде малце, како да кажам, не бил толку фин во однос на музиката, пошто од Ligeti Clockwork Orange, да, чекај да докажам само за Ligeti. Он ја има украдена таа, мислам дека беше една од последните песни во филмот. Он е, мислам дека унгарски беше композитор. И без да му кажам, му ја земал, му ја ставил. Композиторов го тужил не пошто сакал, туку пошто адвокатов му кажал, а што е пострашно е дека
ангажирал композитор прво за филмов, нема одлучено дали ќе користи класична музика како што е на крајот и му направил целосна музика за цел филм и доаѓаат на премиера и овој композиторов гледа дека ништо од неговата музика нема. Интересно. Да. Интересно. Кюбрик го зборат за по најголемиот режисер, така немам да се го имаат предвид и ете Clockwork Orange, Clockwork Orange. Да, Shining, Eyes Wide Shut, има многу филмови генерално. Јас имам свои филмови, си да геме тоа некоја класична. А например, од македонски е твое мислење за македонска филмска индустрија генерално. Милчо Манчевски е најистакнатиот режисер, меѓутоа, ете, може имаш некоја своја критика или не знам, ти како бил режисер што би можел, што би сакал да прикараш, да речеме, меѓу твоите идеи или твоите идеи што ги имаш, кој би бил можност. Може за Манчевски да кажеме, што ми смета кај него, исто и кај Кюбрик, кај Тарантино што ми смета, е дека на некој начин го прават истиот филм 10 пати. Да. Не се менува тематиката, еве кај Манчевски чак и структурата на филмот му е иста, поделена на 3 сегменти. Почесто разгледал тука анализирате си по шарп. Да, но и се гледа, не мора да сеш да анализираш, гледаш дека чај ако сака груп да биде човек, може да каже дека се 3 кратки филми споени во долг. Добро. Мислам дека е многу покомплицирано од тоа да се суди само за најатот кај македонската кинематографија, пошто еве во последно време пробувам да видам зошто ни се такви тмурни, така еден македонски филм што среќа немам баш видено. Да, се мрачни. Да. Планински доба, цело време тоа тој некој црн наратив, мацен мрачен. Уште не вода е тоа. Мислам дека е тоа толку дека е вкоренато во македонецот. Ова си е моја теорија, колку не ќе видиме. Уште не сум толку сигурен, само правам само ставаме за мислење, да. Дека немаме ние толку многу искуство со класични приказни како што е повеќе на запад. Дека немаме видено толку, се река дека немаме видено нешто посебно, дека ние се истото банално тешко и тоа што го знаеме, тоа го прикажуваме, тоа го пишуваме. Значи е резултат на околината. Јасно. Повише да нека би имало на запад, кај нас си останува исто, се смееме за колку ни е лошо и затоа мислам дека најпопуларно е црна комедија. Морбидна реченица, се смееме за тоа колку ни е лошо, ама право си. Че не можеме да излеземе од тој некој хилизам што владе, генерално само го покажуваме тоа што е лошо. Овие серии беше беа Марковски фамилија, имаше нова серија са на трајлер. Да сними трајлер за Black Ops. Да. Не знам што беше тоа. Но не, како што знам, не е снимено ништо покрај трейлерот. И сега да видиме. Тој има добра продукцијска вредност, многу трейлерот, али сепак мислам дека на некој начин е непотковано. Би се свига што е на некој начин тврдоглаво и дека се решиле да го направат, само што мислам дека би можело повеќе да се прифати и некоја критика, да се излезе да се направи прво муабет со луѓе што знаат, па после да се седне да се направи такво нешто или повеќе. Пошто не знам колку повеќе има тоа, знам дека трейлерот во однос на монтажа е добар. Тоа е, како да кажам, за сечењето, за музиката, за изборот, за кадрите, за кинематографијата е супер. За другите мислам дека е послед може да се подобри во тие погледи, ама здраве да добијат, мислам дека планираат да аплицираат на Netflix или некоја друга платформа. Да, аплицираат, така има процесот. Здраве, ако добијат, ќе видиме што ќе излезе. Да. Марковски мислам дека беа добар потек беше во секој случај да се направи таква наша серија што би можела во странство исто да работи. Се немам гледано многу и гледав одамна, не помнам толку многу, ама не беше лоша. Мислам дека е пример за како би требало да почнеме да се движиме ние.
Да, имаше некоја свежина во серијата Марковски, имаше некој пореален аспект кој што не се плашеа да го прикажат во јавноста до определен степен, после малку знаеа малку да искриват. Али се беше видено некако. Тоа не ми се свигаше. Дека тоа што го гледав на серијата се дешава во секојдневен живот и тоа е окей, ама некако не ми беше направено толку интересно за да ми задржи внимание за да продолжам да. Глеј, јас знам да бидам вака малце груб, пошто по Не, сум слободно. критичар сум. Јасно. Значи мора да бидеме малце по нетолерантни во тој поглед, особено во Македонија. Ја како лаик балкански, па и ги знам балкански филми, малку не ми се допаѓа тоа што има премногу изразени сексуални сцени, например, понекогаш, има премногу агресија во некои си моменти кои што нема потреба. Не, да, баш непотребни се, да. Се моменти. Ја разбирам дека може има и нека уметност во тоа, меѓутоа премногу визуелно боли на очи, нема тешко да се разбере дека се земе Холивуд мејнстримот, они во тој наратив има малце по-лесен начин, по-суптилно некако го прикажуваат. Тоа го викаме класично, да, се овие имаш класичен и европски филм горе-долу така ги делат. Ама па не мора да значи тоа што викаш што го гледаш, може да има конкуренција генерално. Може да има нека уметничка вредност, што викаш али ти не ја гледаш, така? Ја така си мислев за некои филмови како мал, се викам ова е возрастен филм, кога ќе пораснам ќе уживам него. И под пораснав и го гледам филмот и гледам дека нема благе везе. Не е до уметноста, дека до тоа колку се сваќа и како се сваќа. Да. Али па не, на филм не е поентата да биде езотерична уметност, така да не биде. Не треба филм да се соберат 10 души у соба и само тие 10 души да го гледат тој еден филм и само тие да го гледаат, да може да го сватат. Да, така треба да биде успешните филмови, добрите филмови што стануваат со тебе, се приказни што се универзални, што може многу пошироко да се разберат. Јасно. Пошто нема нешто тука у Македонија што се дешава, ако добро го прикажеш, што не би можел човек што знам по Индонезија да го сатили било каде лупам. Да. Лупам, значи треба кон тоа да се стремиме и не може да биде не смее да биде тоа изговор дека е уметнички филми наменив да не се свати. Ако е така, тогаш не е добар филмот. Yes. Али еве, пред некое време, скоро го гледав Shame со Майкл Фасбендер. И сега, јас имам такво мислење за тој филм, дека е не сум го знал. Оптималниот европски филм. Така, сите европски филмови што тврдат дека се европски филмови, европски режисери, што сакаат да направат таков филм, се стремат кон тоа. Значи нема некоја класична структура филмот и чисто вози на емоција и на случување што му се дешаваат на главниот лик, што прави. Ама толку те вози. Толку некако имаше можда има повеќе секвенци кај што може да се каже дека не се случува ништо посебно, дека се арбитрарни, дека чак и може да излезат од филмот и би бил ист, ама не е исто така, нема да биде исто, пошто седиш и со минути го гледаш, еве рецимо имаше памтам, кај што трча, излегува трча во Њу Јорк, и трча, и го следи камера со блокови, и го гледаш и уживаш, магепсан си. Тоа мислам дека никој европски филм го нема постигнато и затоа тврдам дека е толку добар во тој поглед. Иако ја нема таа класична структура, дека е далеку поуспешен од тоа што Ако беше некојаш тоа што се прифаќа дека е европски филм. Може би беше видено еден филм со Кристијан Бел, Night of Cups. Од овие филми нешто успе да разгледаш са Дюн го зборат. Вечер идам да го гледам. Да. Брат ми многу го фалеша. Неговото мислење многу ми значи за филм, пошто е необично е. Тоа ми се свига. Еве рецимо имам такво искуство дали у филм, дали у неколку области кога се вратив тука од факултетот странство. Пробав работа да си најдам, на неколку места маркетинг агенции беше продукцијски куки за продукција, за дистрибуција на филм. И те третираат како да си идиот. Што имаш направено претходно, како да не важи, бар факултетот, така? Вака што гледам наназад, уште не можам да заклучам точно зошто ме спуштале ме буткале или стварно сум бил неквалитетен,
Али па мислам дека главно беше поради тоа што не ми беше дадена шанса за да се покажам. Али можда и од тој ме страф, ако се покажам, па сега како што кажав, мал е пазарот. Да. Чивси. Тоа, да, ограничени се местата и треба да се тепаш и постариве нема ги дадат, пошто не сакам толку многу да зборам лошо, ама нели, филмската индустрија во Македонија, успоредба со остатокот од светот, со врвот, не се баш најаки. Така, може да се каже. И кај нас нема... Особено пати критиката. Нема Има не е еден општ пример, вака ти се убацам. Направија филм за Атидже, сите го добија медот, Атидже го доби празната тегла на крај. Не зборам за што се дешава Не, за па филмот, не, за општо као филмот Тоа е као филмската индустрија, значи сите го прават тоа. Еве збориме за филмот као аудиовизуелно дело. Така правиш филм и го праќаш колку е каква е, не како се викаше, каква е критиката од странство, колку им се свига, што како. Значи, критиката ти да го правиш без разлика на критиката. Едноставно ти да го направиш твоето дело, да го пуштиш, па ако им се свига, окей, ако не им се свига, па окей. Да, така е. Сега најголема дилема кај нас е, нормално помеѓу сите филмаџи, кој ќе добие пари од агенција за да направи филм. И сите сакаме до таму да стигнеме. Ето, детално не сум навлезен, ама ја ти како... Пошто, нели тоа сакаш, ние повеќето си правиме безбуџетни и нискобуџетни филмови, Јасно. со надеж дека ќе бидат доволно квалитетни за кога ќе аплицираме во агенција за да ни дадат пари за развој, за продукција, за постпродукција, што и да можеме да се покажеме, нели како тука, Да. така и на странско тło. И тоа е, затоа сите пишуваме. Повеќето колеги што ги знам работат повеќе работи, дали фриленс цело време се зафатени, или па си имаат 9 to 5, па од после у слободно време пишуваат сценарија. Кога добиваше целото, кога одбива постојано, да речеме, кога не успеваше да добиеш шанса да ти, и јас као друга ќе речем, упорно настојуваш да се најдеш некој со алтернативен начин ти да го протнеш твојот продукт во јавност. Дали беше там школка во звук или еве своите филмови. Како, со што се реши да речеш, чекај, сакам да снимам нешто, како го започна тоа, како поддршката твоја што имаше, како со кои луѓе, да речеме, одоби најмногу поддршка, како за твојата награда што доби за тој филм краткометражниот, како се одвиваше целото действие до тогаш. Кога беше пред година и пол. Не. Зашто ти сепак не се откажа од тоа, иако Не сакам да кажам првиот, овој сега филмот што ми е трет. Јас имам два пред тоа направено. Сега не памтам точно кога беше. Првиот има година и пол. А може сам да се финансираш, да. Па тоа беше дека јас се реков сакам да бидам филмаџи, а уште немам направено филм и сега треба да го направам, седнав, напишав сценарио, го направив филмот и си реков дека нели имам направено филм. Сега не беше толку добар, пошто е прв и не бев уште нели уходен, уште не сум уходен во многу правци од филм. Ами има простори, млади сме. Најаките филмаџи се постари, се има некои честни исклучаци има. Ама ти треба да се градиш за да можеш на постари години да правиш поасани, добри филмови. И не е проблем ако еве на 25, на 30 и на 30 ако немаш нешто направено преголемо. Пошто има повеќето филмаџи после 35-та година вадат јаки филмови, солидни што ги памтиш. Еве да не се блокбастери, тука еве како што знам го духам, го давам како пример. Знам да го прикажи тоа на Да. Еве рецимо кој беше Ник Пицолато, он е на True Detective. Зашто ти беа првите филмови, Чекај да докажам со Ник Пицолато, мислам дека брат ми избореше за ова дека е писател и некако дали сакал да влезе у филмови или нешто што беше слично и му кажа да напише епизода за нека постојачка серија и плюс епизода и концепт за серија. И од така му искача True Detective. Да, не знам серијата. Дека феноменална е. Така што не се брза. Ова на колку? На 40 години може да беше, не памтам тачно. Али стар. Да. Стар, постар. Да, возрастен. Како ги започна првите филмови, зашто ти беа првите филмови, прилика што кратометражни беа знам, ама што беше идејата за нив? Првиот филм се работеше за игра во карти. Како двајца браќа, мамат во карти, хаслаат покер и
ги зема, ги наоѓа ѓаволот, ги става у подрум и се вика ќе играте моја игра карти. И ако ме тепате, ќе ја пуштам, ако не, со мене долидете. Главната пречка од тоа што не ја надминав, очигледно е дека не беше толку разбирлива играта. Интересна е, можда ја знаеш мало. Не сум чул, не се секавам, но добро. Финтата е што таа игра кај што правилата ги дознаваш. Значи те едно правило што можам да ти кажам е дека нема зборење и после другите се откриваат низ грешки. И низ таа игра со кој да сум играл, мислам дека многу лесно и многу брзо се открива карактерот на човекот со кој што ја играш. Јасно. Одма го гледаш и повод луѓето гледам дека се нервираат и се откажуваат одма. Јасно. Многу интересно. И затоа сакав да направам тоа, највише ме копкаше како би изгледал филм со таа игра. И така, уште ми е мерак да играм. Вториот беше... првиот Ace се викаше, вториот Baking Tuesday. Тоа е сценарио исто на продуцентката на филмот, Нена. Блиска пријателка исто. Супер сценарио, се работи за две жени кои чистат кујна. Не памтам, го имаш гледано, го немаш гледано? Да кажи някој нека слушам. Ја чистат кујната две девојки и прават моабет тако бош секојдневен. Како ти е Дамјан дома, нешто во градинка го тормозат, па не може така. Не му кажува да враќа такви ствари, има таков моабет. И ова трае некои 4-5 минути, дури чистат. И што се деша, малце чудно, малце банално делува, али после се враќаме назад и гледаме дека нешто многу пострашно од што си мислиме, не уопште банално. Се не сакам да го издадам крајот за тие што го нема гледано. Третиот, но и последниот? Третиот ми е Лестер, тој е најуспешен by far. Тој зема наградата? Тој зема 7 награди има. 7 награди, да. Тачно за финалист, за семифиналист не знам на колку е, ама севкупно има на 31 или 2 филмски фестивали до сега поминато. Јас сум баш задоволен. Да не го откриваме содржината на ваквото. Не. Како се осеќаше кога ги доби наградите, кога беше номиниран, кога не вајда. Си викаш, чекај, од толку многу, падови низ кариерата и целото одбивање, најнаш добиваш 30 награди. Знам дека тогаш Јаце... Не се 30 награди. 30 селекции. Да, селекции. Ама Јаце викаше, јаве, Џон доби награда, одиме во Охрид по него, како група да го поддржиме да... Тоа беше за првиот, за Ace. За првиот? Тоа беше само проекција на филмот. Не беше награда, али ипак беше убаво искуство, убаво си поминав. И тоа беше мотивација, значи и секоја селекција, секоја награда е многу добро дојдена. Despite all тоа што те потеснува доле, ти пак успеваш да испливаш на површина полека. Да, се надам. Ова го гледам како добар почеток. Дали на 3-4 проекти пишувам сценарија, соработувам со канадски креатор, заедно правиме серија. Ги припремаме документите за да можеме да аплицираме на некоја поголема дали платформа, дали телевизија. Тоа се надеваме дека ќе успее. Имам напишано филм што планирам да го снимам во Канада следна година, сега правиме моабет со продуценти таму. И уште го доработуваме сценариото. И уште 2-3 проекти исто така кратки филмови. Што ги пишуваме, па се надеваме дека нешто може да излезе. Значи кога имаш слободно време си пишуваш, главно пошто е интересно и пошто може да ти се исплати понатака. Не седиш во место, тоа е најбитната. Да. И пробувам нешто да направам околу сега филмски фестивал да се направи. Прво онлайн, па после да се одржи во живо. Сега имаше нов настан во Милениум, Кино Милениум, така се беше настанал филм за сите. Така нешто беше или како? Чекај, за моја збориш Да, за тебе. Сега што беше? Не, тоа беше филмски фестивал Кино Нова беше тоа. Добро. Ова за пред... Да, 24 октомври. Да. Среда. Тоа беше настан. Ти го организираш тој настан? Не, тоа е друг фестивал Кино Нова. И аплицираш ти со последниот филм таму? Аплицирав таму, го примија, имаше проекција, али многу беше смешно, пошто
на отварање на фестивалот беше така, значи имаат држат говори, го тупат саат време, го пуштаат Аз се првиот извинувам филм. што не додобав, што не ни проверив. Не уживај, добро што не даде. Го пуштаат првиот филм, не памтам колку беше, сат и по два. И после у програма пишува дека е мојот, уште еден краток филм после тој и уште еден долгометражен. И се завршува првиот филм, се качуваат на сцена, ајде дечки на коктели, искачаат сите надвор, цела сала се празни и ги пуштат филмовите. Кога допиваа на почетокот, Е, имаше конкретно некој си тежок момент кога се рече можеби и навистина не сум доволно добар или не. што те натера да ќе ја снимам нешто како да го покажам мојот потенцијал. Значи веројатно и првиот филм што го сними беше најсмислен. Веројатно најмногу си се надевал во некој краткометражни со картите што го спомна. Што мислиш генерално за филмската индустрија, зошто ги одбиваат? Зошто, например, не може да има дополнителни режисери? Например, моја критика кон филмската индустрија зашто е ограничена. Нема пари главно. Бројот. Значи можеш парите да направиш неколку мал број на филмови во Македонија и затоа е толку тешка е тепачката да стигнеш до таму. Ама кога ги взимаат парите, да речеме, ја разбирам дека има некои докажани, не го спорам ничиј успех, меѓутоа Абе докажани, кај нас докажаните се тие што имаат направено филм. Имаат постигнато некаков успех. И затоа, значи ти ако еднаш успееш да направиш филм, Затоа што не е докажано, него нема конкуренција, за Тоа да сакам да бидеш кажам. против него, за да се Тоа види сакам да неговата кажам. реална вредност. и кога тој ќе го искаже првиот филм, во потоа пак му се дава шанса и пак. Да, пошто е докажано. вид на монопол и во македонската индустрија. да, значи ти ако имаш тргнато, особено за тоа мислам дека Ти се држи кругот затоа што постари се дава на да. дополнителни постариве што имаат правено филмови, Да. си имаат големо По некои резиме, лоби добро група, портфолио има. посилно, да. И затоа пошто имаат правено филмови, пошто и они ги прават. Голем дел од филмовите личат еден на друг. Круг си е, да. Во принцип тоа Сите пораки што ги сваќаш доаѓаат од после. Значи човек која прави филм, така зборот и така пробувам ја да направам, поише се фокусираш на ликовите, на станите, на емоциите, така на како те движи филмот. И после чак и кој беше има некој цитат ali беше Кюбрик дека се тоа темите, идеите, пораките доаѓаат од после. Значи откако е направена причата, ти можеш да се извадиш да. или заклучок. И затоа не треба да се обрнува внимание толку на заклучокот. Ти направи си ја причата, па што ќе каже. Ако од почеток тргнеш ти да правиш политички филм, пропаганда, имаш некои идеи, тоа сакаш да кажеш со овој филм, Тука Марковски пропаст има. Серијата Марковски тука доби малце критика. Почнаа да го тераат малце на политики, некои нео. Не памтам толку. Да, имаше една епизода, беше малце неолиберална, почна некои по чудни теми да прикажуваат во епизодите. Ето е, мене рецимо кога ќе ми каже некој, јас сакам да направам некој екзистенцијалистичко, нихилистички филм, ме губи одма. Зошто? Па кажи ми што е причата, после ќе ти кажам дали е таков или не е. Не иде обратно, не може да иде обратно. Македонија, пример, има страх да се направи критика кон македонските филмови. Зашто кога се направи критика кон македонските филмови, мисля дека го напаѓа тоа што е свое македонското. Не ја напаѓаме Македонија, туку ги напаѓаме содржината во филмовите, дека може да има нешто повеќе од тоа мрачното. Да. Критика е фалење кај нас, нема да најдеш лоша критика, нема да кажеш, нигде нема да најдеш некој од поафирмираните критичари, ги нема многу, скоро уопште ги нема, да каже дека некој филм е лош и да каже зошто. Чак не ни кажува зошто се добри кога ги фалат. Само ги фалат. Супер беше тоа како Македонски те тапшаат многу порано. добар впечаток ми остави трето полувреме. Тука имаше некои интересни моменти. тоа беше со фудбалот, така? Да, за фудбалот беше. Зашто не беше, имаше некои си пак стари традиционални теми ставено. Македонското борбата против фашизмот. Меѓутоа пак и фудбалот тука беше и љубовта помеѓу Сашо Коцев со Катерина, имаше некои измешани приказни, не беше. Па тоа е измешано, значи филмот се нема одлучено за што сака да биде. Ја не знаев дали е за љубовната приказна, не знаев дали е за македонецот за време на окупација или за фудбалот. Имаш 4 причи уедно и се тепа. Целината на филмот е за третото полувреме што го играле затоа што бугарите губеа и не биле победници. Не го имам изгледано, знам. Знам дека е за тоа. Зборам за режијата, зашто статисти бевме ја и брат ми. Добра?
и бевме на сега десетој. Значи целта на филмот беше тоа делот со Сашко Коцев и Катерина е као екстра страна за да ти задржи внимание. Обратно да го постигнае. Да, зашто тука кај нас повеќето знаат дека тогаш се одиграл некој си фудбалски надпревар и нашиве не се давале да изгубат. Знаеш, и она и сега, абе супер се тоа, ама таа е ќе ставиме љубовна приказка. Мојот став за трето полувреме и за Добалчак исто е дека треба да се прават такви филмови. Треба да се прават, пошто како прво сите други ги прават такви патриотски филмови. Така ти да си го издигнеш националниот дух, така идентитетот. Што ќе не се многу нели дискутабилна тема, опасна, да не ја пипаме. Али го прават сегде. Немам и срамота е што не се толку добри како странскија америчкија, британскија особено. Они газат, мислам, филмови општо газат, али од такви филмови чак и они газат и у национални филмови за други држави. Американците, еве ми паѓа на памет Operation Valkyrie, не знам дали го знаете. Operation Valkyrie? Да. Со Том Круз? Со Том Круз, да. Страшен филм, многу добар. Чак и го гледам филмов и се прашам како ќе го бијат Хитлер стажно? Младина денес е по-прогресивна од тогаш и дека тие што стојат на одредени функции и места, стојат таму од лојалност и продолжуваат да стојат во такви глупости. Тоа е проблем. Гледа, у сваки случај се дешава кај нас е многу пострашна таа титаномахија, борба против постарите и помладите. Така што имаш у грчка митологија титаните против боговите. Еве рецимо од моја сфера ќе се кажам, ја еден филмаџија не знам кај нас од постариве што чита сценарија. А сценаристи се пишуваат. Значи исто како да правиш музика, да не слушаш музика. Абсурдно е. А исто така проповедаш како треба да биде напишано едно сценарија и си даваш право да судиш. Не може така. Јас сум од помалкото што читам. Они трга дека они се апсолутното тоа, дека од нив трга. Не, во секој случај, пак едно така е, знаете. Во секој погледа дека might is right, така силниот тепа кај нас. И затоа многу поише работи покажување зуби. Ти не мора кај нас не можеш да бидеш, не мора да бидеш квалитетен за да успееш, само можеш да покажеш зуби или да се протнеш некако. Али па гледам дека последно време се менува тоа, и тоа ми дава надеж. Ми дава многу надеж за мене, за млади воопшто. Пошто горе-доле ќе почне ги снемува старива, така ќе дојдеме ние. Ќе биде наше време. И тоа што немаат потеснувано, тоа што ни кажуваат дека не сме квалитетни, дека не сме способни, тоа ќе се одрази у нас и у Македонија понатака. Значи ние нема да го имаме тоа искуство, нема да го имаме тоа знаење што они би можеле да ни го дадат, што не дека немаат знаење, имаат пуна. Не сакаат да ни го дадат од страф од нас. И тоа е оправдан е тој страф во секој случај. Ама тоа не значи дека можеш да го спречиш тркалото да се врти. Не може старите да останат на власт за секогаш. Многу јасно. И затоа мислам дека највеќе што прават во моментов е со ова, со тоа што не потеснуваат, е дека не онеспособуваат уште толку во иднината. Како во, еве рецимо на факултет, кај нас не знам како е толку, али лично знам преку други. Гледам дека студентите поише се тепаат за подпис, за оценка, за партиципација, отколку за учење. Значи ти треба да го научиш професорот и да го играш за да добиеш оцена. Yes. Ти не мора да знаеш за да положиш толку. За некој зборам, за некој. Да. Имаме многу грубо знаење. Не, ова што збораше на место, затоа што го недбал вајдеш, го дискутираме ова и го потврдува тоа ти што го збориш. Генерално, да се навратам на секунда за старите и младите, прогресивната тема е во тоа што ние како млади меѓу себе дискутираме. Повеќе, кога тргнуваме да крираме нешто, и ти конкретно, однапред знаеш во кој момент би бил одбиен и затоа одма тргаш од тие алтернативен начин, кај што веќе можеш да успееш. Го бараш некој алтернативен пробив и тоа го правиме сите млади генерално Македонија. Че гледаме дека преку тој комерцијален
пат и комуникално тој чистиот пат што е веќе забарикадиран. Дека возрастниот тука има станува некоја барикада, тој што веќе застана тука не мрда и мораме ние да најдеме некои други начини. Голем дел од младите веќе бараме некои сосем алтернативни начини, сосем алтернативни медиуми, платформи креираме за да можеме да се бутнеме некако да стигнеме до тој некој imaginary brass ring што го викаат некои. А тоа ако не успееме устранство да избегаме, значи Ако тоа не не е нас. успееме да бегаме устранство. Да. Било кај, како да кажам, во филмска индустрија, било каде е боле од Македонија, апсолутно било каде. И кои соседиве, Косово е феноменално, Бугарија исто, Србија. Разни се. Хрватска да не збориме. Да. Али па затоа на западот ти ако си квалитетен и отидеш на запад, ти ќе успееш, пошто системот е тако. Ако те бива ќе се добиеш тоа што е твое. Нема соработка кај нас. Македонеци немаат соработка толку. И јас знам лично ја не верувам толку многу. Цело време значи вградено ни е мислење да очекуваме наш човек да не заебе. И тоа уопште не ми се свиѓа. Јас. Тоа е многу тешко, тешка реалност да живееш во таква околина, во такво општество, кај што не осеќаш спој, нема единство никакво, кај што го има од другиве народи. Како се последниот филм, трети филм? Last Light, Last Light. последната светлина. Тоа нешто во врска со Македонија или? Не, нема благи везе. Како што се види филмот? Во киносалите сум Не, го нема, да може да го имаше. Ја планирам да го пуштам да се гледа негде јануари, пошто отприлика така тогаш го пуштивме. Да си истера година да иде на фестивали, па ќе го пуштам на YouTube да се гледа.